Почитувани представници на медиумите, ви благодарам за присуството, почитувани граѓани. Повторно видовме како функционира дипломатијата на ВМРО. Прво, Тимчо Муцунски премолча дека имал средба со бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова. Потоа, кога излегоа информациите на европските медиуми, рече дека тоа било само кратка размена на зборови. Но најважно од се е која е пораката на министерката на Бугарија, а што Тимчо Муцунски и Христијан Мицкоски ја сокрија од јавноста. Ја цитирам. Бугарија има јасно изразен став, кој од 2022 година повеќе не е билатерално прашање, туку прашање меѓу Европската унија и земја кандидат. Овој прозорец за проширување може да се отвори во наредните години и ако тие не го искористат, навистина може да изгубат. Што значи ова? Бугарија потврдува дека прашањето за малцинствата во уставот не е бугарско, туку е европско прашање. И тоа е услов на Европската унија, а не на Бугарија. Европско, а не билатерално прашање. Високата представничка на ЕУ за надворешна и безбедносна политика, Каја Калас, вчера исто така упати порака дека Брисел е подготвен да ги поддржи земјите од регионот, но дека истовремено се очекуваат и реформи. Исто да го порача и Марта Кос, дека има место во Европската унија за сите земји од Западен Балкан, но дека успехот зависи од спроведените реформи на земјите кандидати. И сите овие пораки во еден ден. И ова е точно тоа што ние го говориме изминативе повеќе од година дена. А Мицкоски и Муцунски продолжуваат да ги лажат македонските граѓани. Исто како што Историската комисија работи далеку од очите на јавноста цела година наназад. Прво ја кријат средбата, после тоа ја минимизираат. Потоа создаваат вештачки конфликт за да се сокрие вистината. Колку уште лаги се потребни? Колку уште спинувања се потребни? Колку уште блокирање на европскиот пат за да заштитат својата криминална група и да продолжат со грабежот на државата? Уште колку лажни вести пласирани од страна на ВМРО, Орбановите медиуми, фармите на тролови и на ботови? Што ветуваа? Дека ќе вратат името, дека ќе опоништат Преспанскиот договор. Гласаа против. А сега министерот Муцунски гостува на Euronews и кажува колку НАТО, внимавајте, било позитивна стратешка одлука за еднината на државата и креирање на клима за инвестиции. Па вакво разобличување на уште една нивна лага на ваков европски канал досега немало. Луѓето кои што беа против НАТО, кои што беа против Преспанскиот договор, луѓето кои што ќе го поништуваа Преспанскиот договор и ќе го враќа името, сега го фалат членството во НАТО. Меѓутоа граѓаните сега јасно гледаат. Најголеми предавници на еднината се Христијан Мицкоски и неговата криминална организација. Затоа што нема поголем патриотизам од признавање и потврдување на македонскиот идентитет и јазик во рамки на Европската унија. Нема повеќе лаги и вистината излегува на виделина. Како што лажат за сето тоа, лажат и за малцинствата. Малцинствата кои се европско прашање не го загрозуваат, туку го јакнат македонскиот идентитет. А внесувањето на малцинствата во уставот е основен предуслов да се поместиме од оваа мртва точка. И без тоа нема продолжување на преговорите со Европската унија. И тоа мора да биде јасно на сите граѓани. Правдата ќе победи. Реформи, правда и Европа. Тоа е вистинскиот пат напред за државата и за граѓаните. Благодарам. Јас сум на страната на Европска Македонија и на страна на вистинските интереси на граѓаните. А вистинските интереси на граѓаните е да се продолжат реформите и да се отворат преговорите со Европска унија. Нема друг пат напред за државата. Како тоа се постигнува? Се постигнува со тоа што ќе се направат уставните измени. И кога велиме дека граѓаните беа изманипулирани, тоа и анкетите го потврдуваат. Иако 80% од граѓаните се за Европска унија, многу мал процент се за внесување на бугарите во уставот. Зошто кога тоа не е никаков ризик?
Зошто кога тоа никако не го загрозува нашиот македонски идентитет? Тоа беше само дел од кампањата, лажна на ВМРО, ова организирана криминална група водена од Христијан Мицкоски, за да дојдат на власт. Во рамките на таа кампања беше и кампањата против Преспанскиот договор. Еве сега министерот Муцунски го фали. Тимчо вика вчера на Euronews, одличен е НАТО, одлично е членството во НАТО, добро е за безбедноста на државата и добро е за подобрување на климата на инвестиции. Па ние во НАТО влеговме со Преспанскиот договор. Како не го фали? Сега, кои се вистинските Христијан Мицкоски и Тимчо Муцунски? Само да завршам, се извинувам. Кои се вистинските луѓе? Тие кои што критикуваа претходно и викаа дека се што ние сме направиле е национално предавство, или овие кои што сега од кога дојдат на власт ги користат бенефитите од членството во НАТО? Со таа лажна кампања, со Орбановите медиуми, со кои што ширеа лажна пропаганда, лажни вести, црни вести, идентификуваа предавници, надворешни, внатрешни непријатели, правеа вештачки непријатели од соседите. Така дојдоа на власт? А овде случајно го испуштивте делот кој што не нарекува северно-македонци бугарска министерка? Гледайте. Не оди тоа со тезава дека заштитен идентитетот добар е Преспанскиот, ако беше добар, не гледайте, да не нарече, јас сум, а не нарекува. Се сложам и јас сум за целосно почитување на Преспанскиот договор. И како влада сме реагирале тогаш кога тој договор не бил почитуван. Еве, вратите ги тие наши реакции. Но што е суштината? Суштината е што секогаш ова власт ги потенцира ваквите работи. Кој што кажал? Што кажале, прашете ги нив. Прашете го Тимчо Муцунски, прашете бугарска министерка, прашете ги што кажале, што мислеле. Ма не е тоа суштината. Суштината е дека ние, фокусирајќи се на такви работи, а тоа сакаат да направат овие власти, да дефокусираат од главната работа. Кој што кажа и како кажа. Не е тоа суштината. Суштината е да одиме напред. Не да стоиме во место и ништо да не се случува. Затоа што вистинскиот пат напред се уставните измени. Така ќе стигнеме прво до вистински реформи, понатаму ќе стигнеме до кохезионите и структурни фондови. Тоа граѓаните го бараат. Тоа значи вистинско менување на земјата. И од зашто да се бега од тоа прашање? Затоа што не им одговара на ВМРО. Им одговара вака, кој што кажал, како кажа, и ние сме сега закопани во место. Зашто за они да може да крадат? И тоа така веќе нема да може. Нема да може. Ке има одговорност, ке има европски закони, ке има европско правосудство, тоа ќе му одржава. Повелете. А да не го прифатевте францускиот предлог, немаше да бидеме закопани. Не носите одговорност за тоа. Францускиот предлог е европски предлог. Со ништо никој не кажува, еве кажете вие, доколку го знаете, каде тука има предавство или некакво загрозување на нашите идентитетски одредници. Еве една работа кажете. Како сме ние загрозени со францускиот, односно европскиот предлог? Каде што стои јасно преговарачката рамка, во кој што е признаен македонскиот јазик и официјално е потпишан договор на македонски јазик, со кој што се зајакнува идентитетот, затоа што се внесуваат малцинства и се прави разлика на македонскиот народ со другите малцинства. Тој предлог беше добар и се уште е добар за државата и е единствен пат напред. Да не го блокираше ВМРО, криминалната група. Тој предлог се донесе во 22 година. Ние сега ќе бевме земја членка во Европа. Веќе 4 години помина. Реформите ќе напредува, ќе беа донесени уставните измени, ќе ни беа достапни фондовите и немаше деца да се селат од земјите, ниту да чекаме по граници по 8 до 10 часа. Не, и ќе имаше богати граѓани. Многу побогати, пострекни и задоволни со поквалитетен живот од сега. 22 година беше тоа. И тоа е одличен договор и единствениот пат напред. Кој што не само што нешто не загрозува, напротив, зајакнува идентитет, јазик потврден, фондови се отвараат, нема друг пат напред. Лага е дека нешто загрозува. Лага е Христијан Мицкоски, лаже дека нешто тој француски предлог загрозува. Ништо не загрозува. Апсолутно ништо. Ќе да прашам не ми го одговорите, кога македонците се бореле против фашистичкиот окупатор, дали се бореле против бугарскиот фашистички окупатор? Добро, доста, ајде, ве молам. Повелете. Дали планирате повторно на широко да ја отворите темата за резолуцијата за националните црвени линии и кога би ја поднели истата во Собранието? Гледайте, идејата беше да одговор дадат партиите, затоа што таква резолуција мора да се донесе со консензус. Тоа е суштината на резолуција која се носи за
со национално единство. Ето го мојот предлог, и тој е конкретен предлог, вие сите знаете детали, ќе ги повторам, да се направат уставните измени, а ние никогаш не преговараме за нашиот идентитет, јазик и така натаму. Тоа пишува во резолуцијата. И тоа е, според мене, еден зрел политички потек, како што држава до сега немала. Сите политички чинители да се обединат околу една работа, стратешки интерес на државата. И затоа сметам дека е лажен повикот на премиерот Мицкоски за некакво национално обединување. Зашто сака тој човек да се обедини? За да стоиме уместо и за да може да крадат. Нема обединување за тоа, за тоа има одговорност. Еве нека кажат конкретно. Што за нив значи обединување? За нас, за мене лично, за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, национално обединување на сите кои што тука живеат. Значи да се направат уставните измени и во преговорите понатаму со Европа, дека нема никогаш да стане збор за нашите идентитетски одредници. А ќе има ли момент во резолуцијата дека ќе прекинат преговорите доколку има меѓуполски условувања и барања? Гледайте, ние сме многу посилни и мокни кога седиме на европската маса. Нема да биде така едноставно некој да постигне по такви работи. Затоа што нигде во Европа тоа не се случува. Не се случува ни сега со францускиот предлог, немаме ризик по нешто. По што имаме ризик? Зошто ние стравуваме? Зошто ние стравуваме? Зошто ги излажаа луѓето дека е страшна работа уставна измена? Со лажна кампања. Луѓето да бегаат од тоа, за да ги добијат избори и продолжуваат со таа кампања. Го слушам денеска христијан на некој настан, достоинствено ќе одел во Европа. Како ќе оди во Европа достоинствено? Ништо не прави, не оди човекот нигде, тука стоиме уместо. Сите сме заглавени. Сите сме заглавени со него. Ништо не се случува. Него и на групата, периметерот околу него, знам дека им е добро. Господин Филиче, се извинувам, се чини како повеќе да верувате на изјавите на министерка бугарска од на нашия, пред известно време и Румен Радев, чинам дека беше непосредно пред да стане премиер, рече дека уставот, менувањето на уставот е само еден чекор од приближувањето на Македонија кон Европската унија. Изјава која секак не дава нешто надеж дека нема кај да направат уште еден, два или повеќе чекори кон спречување на земја. Добро, меѓутоа после тоа се отварат преговорите по поглавијата и тоа се чекори кои што ние требаме да ги исполниме како сите други земји членки кои што станале членки на Европа. Еве има услови, Црна Гора исполнува услови. Отвора, затвора поглавија и така натаму. Гледайте, ја не сакам да сум нечии адвокат и така да ме разберете. Не, меѓутоа нема ништо на повидок, нешто што загрозува некаков национален идентитет. Нема таква работа. И на овие нашите, тоа апсолутно не им се верува. Секој ден се гледа како ги разобличуваме нивните лаги. Едно збореа до изборите 24 година, друго зборат сега, да не ве враќам на изјавите на Христијан. Како викаше на Никола Груевски, судските процеси биле местени, сега треба да иде у затвор. Па кој е Христијан, вистинскиот Христијан Мицкоски? Тоа што го збореше или ова сега? И да не ги бројам другите примери. Уште има прашање, имам, господин Филиче, поврзано со родителите откучани пред неколку дена. Да. Во изјава и власта, но и вас како опозиција ве прашуваат дали ви е срам за тоа што ја блокирате анкетната комисија и истата никако да почне со работа. Која ќе почне со работа? Но не, гледате, апсолутно не станува збор за некакво блокирање. Апсолутно. И не знам зашто така луѓето го доживуваат тоа. Треба да стигне писмо барање од председателот на собрание, се формира комисијата, да даеме членови. Спремни сме веднаш. Тоа е процедурата. Не знам зашто така го разбираат луѓето. Се чека да председателот на собранието. Значи, постапката оди така, да кога се формира некое тело, писмо со барање дава председател на собранието. Ние мораме како пратеничка група да одговориме по тоа барање. Такво барање за сега нема. Господине Филиче, Европската делегација организирала прием на Соединувањето на Европската унија, таму сте биле присутен и вие, токму таму нашиот директор Иван Мирчевски добил директни закани од гувернерот Трајко Славевски дека го обвинил дека тој се обидува да ја сруши власта, со тоа и некоја, и дека ако продолжи со тоа ќе заврши исто како што завршил Велија Рамковски на некој начин, кој се заканува дека канал пред телевизија ќе биде затворена
Дали може да потврдите дека вие сте била во непосредна близина кога се случувал овој разговор, дека навистина се случило и кој е вашиот став за ваквите закани? Да, така беше. Го слушнав, имаше и други новинари тука во околината. Жалам што еден човек на таква функција, висока, така се однесува, така разговара, но не ме изненадува. Не ме изненадува. Човек кој што го блокираше градот да потене од ѓубре и ништо не се случи 4 години, тоа е тоа. А за таквите луѓе има само една порака. Тие луѓе, представници на таква власт, како што имаме сега, завршуваат на буништето на историјата. И утре, и после неколку години, луѓе ќе се срамат да кажат дека гласале за Христијан Мицковски и неговата криминална група. Ево кога сте медиумите, вие вчера кажете дека јас лично ќе се би се извинувал во иднина, ние кажете дека се справувате со одредени медиуми на некој начин. Дали тоа пак прашате вчера не добив одговор, дали тоа може да по закана кон мене и по закана кон мојот медиум? Не, тама работа. Тама работа кон медиум. Јас само ги кажувам работите што се однесуваат на пропагандните канали. На пропагандата, на лажните вести, на позадината на тие работи. Лажни вести, антиевропски наратив шири вашиот, не може да го кажам, медиум. Тој е пропаганден канал, кој што е воден од Орбанови од луѓе. Од човек кој што е близок и главен пиар советник на премиерот, Латас, чие што семејство има бугарски пастоши, а он е на платен список на странска тајна служба. Тоа ќе згасне после изборите кога власта ќе вратиме во рацете на народот. И јас ви кажав еден пример. А вие лично ме обвинувавте дека ја имам куќа у Нерези, се снимавте. А знаевте дека не е така. Па барем за тоа ќе се извините. И уште едно, ево кога дошле етикетирате на јаки кривиш на залпа, прашувам трето, кога ќе биде поднесено? Ќе биде, ќе ви кажат правниците. Фала ви. Извини. Прашањето е кога почнаа градежните работи за коридорот 8, ВМРО ДПМН обвинуваше дека договорот е криминален, најавуваа репреговарање, сега го нарекуваат инженерско чудо и значаен проект. Како го коментирате овој став? Исто како и другите нивни лаги. Како вика, Преспанскиот договор е предавство, па после Христијан Мицковски рече е ремек дело на дипломатијата. А во однос на овие договори, во однос на тоа, мислам дека треба да се позанимава обвинителството заради тоа што после истражувањето на еден одреден медиум во надзорот, за кој што Христијан Мицковски велеше во јавноста ќе има одговорност, ќе се истражува и така натаму, и е фирма која што произведува долен веш, сега влегол човек во сопстеничката структура кој е бил поранешен член на ВМРО ДПМН. Па ваква банда не ја водела државата никогаш. Алви.